Програмата е прекината поради Play In. Здраво на сите, 17 часот и 30 минути. Започнуваме денес со уште едно издание на Play In. Останете со нас бидејќи следуваат во продолжение активностите на Црвен крст. Што точно тие работат и што планираат да работат во иднина, дознајте во продолжение. Play In. Play In се наоѓа во просториите на Црвен крст. Овој пат имам две гостинки, Ангела и Симона, со кои ќе зборуваме за нивните активности кои изминаа ова лето и тие кои следуваат. Првично зборуваме со Ангела. Ангела, добро ден. Добро ве најдов. На почеток кажи ми, ајде, кои активности ги имавте вие изминатиот период, што реализиравте, што придонесовте за нашето општество и така натаму? Минатиот период Општинската организација на Црвен крст Битола имаше голем број на активности, некои календарски, некои дополнителни активности. Од календарските активности тука би ја издвоила делењето на вода за време на топлотниот бран. Сепак тоа не е календарска активност која практикуваме скоро секое лето. Целта е значи да се делат совети на граѓаните како да се заштитат од топлотниот бран и нормално да се даде една чаша вода. Тука би ја издвоила активноста која што имавме со посетата на израелскиот амбасадор. Значи волонтери од Израел беа дојдени во нашиот град и заедно со нашите волонтери од Општинската организација на Црвен крст Битола направи еден флешмоб и целта на тој флешмоб беше да се каже дека нема граници во однос на вера, култура, национална припадност, дека сите заедно имаме заедничка цел, а таа цел е да помогнеме на оној на кој што им треба помош. Изминатиот период младите од нашата организација, од клубот на млади, беа поканети во Врњачка бања да учествуваат како екипа прва помош на Лав фестивалот. Беа таму 5 дена, има доста големо искуство, се вратија со уште поголемо искуство од оно што претходно го има и со многу спомени. Се надевам дека во идниот период ќе имат уште една покани, дека уште еднаш ќе да направат една кратка посета таму. Тоа ми беше и следно прашање. Ме интересираате колку тие размена на искуства, значи покани кои ги добивате, активности кои ги извршувате надвор од Битола и од Македонија, колку за вас значат и колку предонесуваат за тука да ги практикувате во Битола? Значи нашата организација има доста соработки со други црвени крстови надвор од нашата држава. Тие размени, тие семинари, обуки на кои учествуваат младите и повозрастните волонтери придонесуваат многу, бидејќи така се зголемува нормално и знаењето, како и можноста да се направи нешто ново и во нашиот град. Затоа е најдобро и практикуваме младите секогаш кога има прилика да учествуваат на тие семинари и обуки, бидејќи секогаш се враќаат со побогато знаење и со нови идеи за понатаму кои ќе ги проведуваме преку нашата организација, а целта на сето тоа ќе биде за доброто на граѓаните. Сега ме интересира за ова, ми беше навистина и мене лично интересен проект, делење на вода низ градот. Значи, во комуникација сте со граѓаните на Битола. Колку тие реагираат и како реагираат тие кога ќе ве видат, кога ќе му подадете чаша вода? Па добро, веќе ова не е нова активност, значи од прилика негде околу 5-6 години се работи како активност, така да веќе граѓаните се запознаени, меѓутоа сепак имаме позитивни мислења од страна на граѓаните, се задоволни и секогаш не охрабруваат и не поддржуваат во нешто го работиме. Зашто навистина таа чаша во тој момент на тие пеколни температури помага многу. Ме интересира сега, кој го организира ова цело, кој ги дава овие идеи, значи изобилувате од проекти, можам да кажам слободно, кој е мозокот на цело ова или можеби заеднички сите се собирате па според некој состанок ги договарате овие активности? Значи во нашата организација имаме клуб на млади, каде што младите секој четврток имаат состанок. Тука ги даваат идеите и активностите, меѓутоа тука сме и ние стручната служба и повозрастните волонтери, собранието и извршниот одбор на Општинската организација на Црвен крст Битола, кои имаат редовни состаноци, нормално сите заедно ги докомплетираме тие идеи, станува збор за една реализација, да речам, на многу идеи и сметам дека досега барем сите тие идеи и активности се успешни и се прифатени од страна на граѓаните, а тоа па нас ни дава поттик за во иднина да размислуваме за повеќе идеи, повеќе настани и нормално тука е сето на најбитното, желбата да се помогне некому и тука веќе доаѓа на виделина на хумана страна на Црвениот крст.
се приклучуваат и кон културни манифестации, што хуманитарно, што волонтерски, но ве има во секој сегмент. Се сеќавам, промовиравте и CD, значи бевте вклучени во тоа, хуманитарно иде нешто повеќе околу тие активности. Значи, околу CD-то тоа беше една хуманитарна рака од страна на нашиот актер Петар Горко, да ги подари тие песни, да ги стави на носач на звук за нашата организација. И кога сме кај тоа, во една информација до граѓаните, значи утре на плоштад Магнолија ќе се постави штанд, тоа CD ќе се продава по символична цена од 120 денари, а парите од CD-то ќе се пратат на сметката на Фонд на солидарност за поплавите во Скопје и регионот во Македонија, кој што беше зафатен сега последно со поплавите. Сега таа тема е доста актуелна, поплавите во Скопје. Ете, кои се вашите планови или кои се вашите активности за околу таа цела збрка таму? Така, значи ние имавме поставено штанд пред Веро во неколку маркети, како и главниот собирен пункт беше во куќарката на Дедо Мраз проти сад кулата. Минатата недела од понеделникот до саботата граѓаните има можност секој ден од 11 до 6 часот попладне да донираат. Претежно тоа беше флаширана вода, конзервирана храна, бебешка храна и хигиенски производи. Собраната досега помош се испрати во Скопје минатата недела, меѓутоа во иднина во петок. Значи оваа недела ќе се испрати уште 2 возила со хуманитарна помош. Заинтересираноста од страна на граѓаните и желбата да се помогне беше задоволителна, не можеме значи да се пофалиме за разлика од поплавите кога беа во нашето соседство каде што се собрана вистина голема помош, меѓутоа затоа ево сме ние тука во склоп на нашите можности да помогнеме онолку колку што можеме заедно со граѓаните на општина Битола. Освен овие проекти, значи го споменавме Скопје со поплавите, споменавме Петар Горко со неговото CD, делење на вода. Кои други проекти да не ги испуштиме, да ги споменеме, верувам сите имат некое свое посебно значење. Така, па ево да споменам дека последно добивме покана од АКТО како најново ништо, значи фестивалот кој што се одржува во Битола. Повторно екипата по прва помош да земе учество. Значи ова лето некако поактуелна беше таа екипа по прва помош, бидејќи покривавме доста настани и ево во склоп на првата помош да најавам дека од страна на израелската амбасадор добивме парични средства за реализирање на уште еден проект, тоа е прва помош на точаци. Али сепак за тоа во иднина, мислам кога веќе ќе го официјализираме тој проект, ќе добиете подетални информации како ќе се одвива сето тоа. Тука верувам треба се префрлиме со Симона, таа сака да зборува за идните планови, јас тука ќе ти се заблагодарам за овие информации, ќе продолжиме со Симона. Фала ви многу. Play in. И како што претходно најавив, денес имам 2 гостинки. Со Ангела го завршивме мовето, продолжуваме со Симона. Таа ќе ни зборува за идните проекти на Црвен крст. Симона, добре дојде. Добро е, најде. Ајде, кажи ми, објасни ми сега, видов дека имате некои активности за надвор од Македонија, имате активности тука во Битола кои ќе се случуваат, што да очекуваме од вашата организација? Па така, значи клубот на млади на општинската организација на Црвен крст постојано на терен и се труди својата хумана мисија да ја сподели со сите граѓани надвор од Македонија, конкретно бидејќи спомена, имаме 2 проекти кои сме со намера да ги реализираме. По претходната посета на Врнијачка бања и екипата на прва помош на Love Fest, оваа година се одлучивме уште еднаш да ја посетиме Врнијачка бања, меѓутоа овој пат нема да биде темата прва помош, туку формирање на клуб на млади во Врнијачка бања. Зошто баш клуб на млади? Бидејќи големото семејство на Црвен крст има таква структура, меѓутоа тие таму не се формирани во клуб на млади. Младите имаат премногу слаба промоција, премногу се малку заинтересирани за Црвениот крст и запознаени со мисијата и визијата, а ние цело големо друштво на Црвениот крст се стреми да ја има истата мисија, истата визија и да ги почитува 7 принципи. Се надеваме дека до крајот на септември ќе направиме таа посета и дека тие млади ќе бидат обучени за што е можно поголем број на теми, па она што ние го правиме тука барем мал дел да го искористат и тие да почнат да ги превземаат истите активности. Исто така надвор од Македонија следува посетата во Бугарија, каде наша делегација ќе присуствува на работните состаноци во Бугарија, каде што ќе се дискутира за заеднички проекти, изработка на различни видеоклипови, бидејќи во последниот период сме насочени за изработка на токму на тие видеоклипови за промоција на организациите, па се надеваме дека ако ништо друго ќе произлезе барем една идеја за проекти ќе можеме да ја реализираме и ние, а и Црвен крст на Бугарија.
Воедно тука, како активности кои следуваат во Битола, продолжува и понатаму проектот за забоздравствена заштита, каде што се одржуваат едукации и работилници на најмалите, оние деца кои се во градинка. Наша екипа ги посетува градинките, одржува обуки како правилно да се одржува хигиената на забите, како правилно да се четкаат запчињата, која исхрана треба да ја конзумираат децата за да имаат здрави заби. И сето тоа го прават наши обучени волонтери на тие теми. Исто така од септември се надеваме дека чекаме се уште лиценца, дека бидејќи имаме обучен спасувач на вода, дека ќе почнеме тие курсеви да ги одржуваме и во општинската организација на Црвен крст. Воедно се во преговори сме и со Црвен крст на Република Македонија за формирање на ТОК, тим за одговорност при катастрофи, кои го работат исто така обучени волонтери од организацијата. Меѓутоа, доколку има поголеми катастрофи сега како што се пример поплавите, да не се чека само на екипата од Скопје, туку да може и наша екипа да се приклучи на тие како помош на страданите, да. И исто така уште една активност која сметам дека е битна, не имаше често на медиумите со израелскиот конзул дека имаме добра соработка, така да овој пат се направи една донација каде што ни финансира еден проект кој е како носи име прва помош на велосипеди, односно во летниот период каде што има премногу е топло времето, значи има голема можност за сончаница, топлотен удар, наши волонтери ќе паролираат низ градот со тие точаци опрема прва помош и ќе укажуваат прва помош, значи да не се чека граѓаните да мора да интервенираат, туку ностоп постојано ќе има наша екипа која ќе укажува прва помош, па се надеваме дека ќе биде успешно и дека во иднина ќе се распространи низ цела Македонија и ќе нема да има голем ризик на население. Супер проекти, можам да ве пофалам, навистина ме импресиониравте со ова што го кажавте. Сега ќе те вратам малце назад, кај она едукација на децата за заби. Ете, практично веќе тоа го применувате по градинки, каков е одзивот на децата, колку тие ве слушаат вас, како комуницирате со нив, тоа ме интересира. Па така, со оглед на тоа дека се прилагодуваме да бидеме на исто рамниште со нив и имаме разни игри кои ги придобиваме да го привлекуваме нивното внимание, децата се навистина задоволни, соработуваат со нас, прашуваат, иако се премногу мали, прашуваат. Имаме креативни работилници исто, каде што на крајот од секоја работилница им се даваат боенки, каде тие заедно со нас си играат, бојат, исто така. Имаме дури модели, значи самите деца сакаат да пробаат како правилно се четкаат запчиња, бидејќи им носиме пример како треба сето тоа да изгледа, така да ова е еден од најуспешните проекти, можам да кажем, на општинската организација, бидејќи го опфаќа најмалото население, значи целна група се токму најмалите деца, а има вродење со добар резултат и во иднина се надевам дека ќе продолжи така. Следни активности, јас колку што сум информиран, имате некоја активност во Бугарија. Што е по-конкретно тоа? Така, значи, делегација од Општинската организација на Црвен крст ќе ја посети Република Бугарија по покана на Софија, на градот Софија, каде што нашата делегација заедно со нивната делегација ќе разменат различни идеи за проекти кои понатаму ќе ги реализираат двете организации заедно, односно како на пример изминатиот период тие беа гости во нашата организација, се родија некои идеи, меѓутоа не се дооформени, па затоа тоа е работен состанок каде што нашата делегација заедно со нивната ќе го дооформи тој проект и се надевам дека во иднина ќе имаме можност да го споделиме со вас баш тој проект и да разговараме подетално за истиот. Околу некои други идни проекти, да не нешто пропуштив, нешто сметате дека треба да се напомене? Па, значи, календарските активности на Црвениот крст се секако тука присутни. Од септември почнуваат, исто така битен настан кој треба да се спомене државниот надпревар по прва помош, кој оваа година ќе се одржи во Газибаба, а наша екипа секако ќе присуствува на тој надпревар. Ќе се одржи некаде околу третата недела на месец септември. Па веќе сме ние почнати со вежбање напорно, екипата од 6 души кои веќе сме учествувале на надпревар и оваа година ќе земеме учество, па се надеваме барем ако ништо друго, барем во првите 3 места да бидеме. Така. Јас ви посакувам успех на секое поле во вашите активности, па и на овој надпревар и се гледаме на следна прилика со уште многу повеќе проекти, верувам. Така, и се надевам и јас и ви благодариме за времето. Play in.
Тука го завршуваме денешното издание на Play In, а вие останете и понатаму со нашата програма и имајте убав ден. Се гледаме утре, во истото време. Чао! Play In.